како да ја препознаеме и што потоа. Факт е дека дискриминацијата е појава која што се јавува во рамките на секоја локална заедница врз различни основи, преку различни облици и во области кои што се во надлежност и на централната и на локалната власт. Но истовремено сакам да потенцирам дека еднаквоста е една од основните уставни начела и е загарантирана со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори. Сите институции имаат обврска да ги почитуваат овие акти и да работат на унапредувањето на начелото на еднаквост и недискриминација, независно дали тоа е нивна првенствена работа или пак е принцип кој треба да го почитуваат во остварувањето на своите надлежности од јавен карактер. Почитувајќи ја еднаквоста, Општина Струмица и Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, првиот заеднички чекор го направија со потпишувањето меморандум за соработка во март 2016 година. Меморандумот беше во трајање од 2 години и на основа на заклучоците од повторната средба која што со представниците на ХЕРА ја имавме во декември минатата година, одлучено е соработката да продолжи и потпишање нов меморандум за соработка во април годината. Со меморандумот се обврзавме на спроведување заеднички активности за заштита од дискриминација во рамките на проектот Заштита од дискриминацијата на локално ниво, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје. Партнери во спроведувањето на проектот се и Народниот правобранител на Република Македонија, Министерството за правда, Комисијата за заштита од дискриминација и Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници. До сега во рамките на проектот се спроведоа повеќе активности, истражување за проценка на потребите на локалните механизми за заштита од дискриминација, координативни состаноци, обуки за градење на капацитетите, студијска посета во Холандија и изработка на протокол на локално ниво за зајакнување на соработката помеѓу институциите во заштитата од дискриминацијата. Во овој процес особено се разви соработка на координаторот за еднакви можности на Општина Струмица со Народниот правобранител, со граѓанските организации за заштита од дискриминација и Министерството за правда, како и со институции и организации кои на локално ниво во Струмица работат од различни аспекти за подобрување на состојбите за заштита од дискриминација и пристап до правда и еднакви можности. Како резултат на спроведените активности во февруари 2017 година со одлука на Советот на Општина Струмица формирано е локално координативно тело со цел зајакнување на соработката помеѓу институциите, градење на проактивен пристап кон заштита од дискриминација и еднакви можности, зголемена комуникација и размена на информации и преземање на заеднички промотивни и превентивни активности. Локалното координативно тело за заштита од дискриминација представува мултисекторско постојано тело, во кое членуваат представници од различни институции и граѓански организации, разменуваат информации и преземаат заеднички активности и помагаат при поуспешно спроведување на Законот за еднакви можности и Законот за заштита од дискриминација на локално ниво. Оваа тело работи согласно протоколот за унапредување на соработка на локални механизми, самостојно, но во координација со Општина Струмица и останатите релевантни институции и организации. Како дел од активностите кои се реализираат од овој проект беше изработката на промотивен материјал, флаери, брошури за превенција и подигање на свеста кај локалното население за заштита од дискриминација и почитување на човекови права и слободи. Во рамките на кампањата во декември минатата година се одржи и тркалезна маса на тема унапредување на заштитата од дискриминација на локално ниво во Општина Струмица, на која учествуваа граѓани и релевантни чинители од оваа област. Исто така, ја поддржуваме и обуката на членовите на локалното координативно тело. На една таква, во февруари оваа година, оваа тело изработи акцијски план со конкретни активности за реализација во периодот од 2018 до 2019 година. Мислам дека локалното координативно тело досега одлично си ја врши работата
ја има и ќе ја има нашата поддршка со единствена цел решавање на проблемите на граѓаните од било каков вид на дискриминација на локално ниво. Ви благодарам за вниманието.